Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. Од 1 јануари раѓање на новороденче на територијата на Скопје ќе се пријавува само во Скопското подрачно оделение на Управата за водење матични книги, кај поранешна комерцијална банка, а изводот од матична евиденција ќе се издава во рок од 5 дена и ќе може да се подигне во местните општински канцеларии во целата држава. Со ова информација ги започнуваме денешните вести, и ве што ќе гледате во нив. Прогласени најдобриот полицаец, пожарникар и крводарител на град Скопје. Донирани 2 прочистувачи на воздух за градинката Мајски цвет. Представа и новогодишни пакетчиња за првооделенците од општина Бутал. Општина Петровец реконструира куќа на сиромашно семејство. Джеват Ибраими, Зоран Павловски, Зоран Стојминовски се прогласени за најдобар пожарникар, полицаец и крводарител на град Скопје за 2017 година. Признанијата им ги врачи заменик градоначалникот на градот Скопје Енвер Малики, кој истакна дека тие треба да бидат добар пример за средината во која работат. Град Скопје денеска ги прогласи најдобриот полицаец, пожарникар и крводарител за 2017 година. За најдобар пожарникар е прогласен Джеват Ибраими, командир на оделение во бригадата за противпожарна заштита на град Скопје. Најдобар полициски службеник за 2017 е Зоран Павловски, вработен во оделението за безбедност на патниот сообраќај при секторот за внатрешни работи Скопје, а за најдобар крводарител е прогласен Зоран Стојминовски. Признанијата ги врачи заменик градоначалникот на град Скопје Енвер Малики, кој рече дека оваа награда треба да биде лична мотивација за секој од нив, но и добар пример за средината во која работат. Се работи за мерка која ќе придонесе за намалување на застојот во саобраќајот, а со тоа се намалува и количината на штетните гасови кои се ослободуваат за тоа време. Свесни сме дека непопуларноста на оваа мерка меѓу доставувачите, дека мерката е непопуларна помеѓу доставувачите на стока. Со делот нив веќе остваруваме средби со цел да ги надминеме непријатностите кои им ги создава оваа примена и оваа забрана. Бараме начин како да ги облажиме евентуалните и негативни последици од нејзината примена. Истовремено апелираме на разбирање од страна на фирмите кои имаат потреба од зачесната достава на стока и ги замолуваме да најдат начин да ја употребуваат, да ја почитуваат забраната. Ибраими посочи дека највпечатливо во оваа година му било учеството во акцијата за спасување на 2 лица на водно кои били извадени живи од провалија длабока 30 метри. Најдобриот полицаец својата хуманост ја изразил во помош на возач кој бил со бремена жена во возилото, а заглавен во сообраќаен метеж предизвикан од протест. Крводарителот кој беше прогласен за најдобар го прави ова дело од 1988 година и досега дарувал 104 пати. Професија си го сакам и покрај тоа што е со многу предизвици и опасности, гор сум што сум пожарникар. Тоа кај свлечиштето према водно, што води према тоа Сончев, да, имаше тука паднати две лица, маж и жена, во тоа бездното на околу 30 и можда и 40 метра, така што се справивме многу добро со некои импровизирани справи, успевме да ги извадиме здрави живи. Можам да оделам многу хумани дела кои ги имам спроведено. Една од тие сега бргу имаше еден јавен собир во центарот на град Скопје, ми пристапи еден возач, ми кажува дека во возилото има трудна жена, мора да помине. Јас со своето службено возило со ротациони светла го спроведов по најкраток пат до болница Аџи Бадем Систина. Една од најстарите градинки во општина Карпош, Мајски цвет, денеска доби 2 апарати за прочистување на воздухот. Апаратите се донација од компанијата Мида Моторс, а градоначалникот Стефан Богоев ги повика и останатите компании на територија на Карпош да се приклучат во набавката на јонизатори.
Детската градинка Мајски цвет во Тафталиџе 1 доби 2 нови прочистувачи на воздух, донација од компанијата Мида Моторс, како што информираше градоначалникот на општина Карпаш Стефан Богоев, кој денеска лично ги предаде на користење прочистувачите на воздух. Оваа акција за обезбедување на квалитетен престој на децата во градинките нема да запре тука. Богоев нагласи дека општината ќе обезбеди прочистувачи на воздух за сите градинки и училишта на нејзина територија, но ги повика и компаниите да ја покажат својата општествена одговорност со тоа што ќе се приклучат во набавката на прочистувачите. Ние како општина донесовме одлука во сите занимални и во сите училници, во сите градинки и во сите училишта на територија на општина Карпаш, зборувам за основните училишта кои се под наша ингеренција, да набавиме прочистувачи на воздух. Во меѓувреме, бидејќи тоа е голем финансиски издаток на општината, која што и безмалку и во секој случај е во тешка финансиска состојба, затоа го искористивме моментот и општествено одговорните компании да ги повикаме да ни помогнат во овој зафат. При посетата на градинката Мајски цвет Богоев нагласи дека во план е целосна реконструкција и доградба на градинката, која важи за една од најстарите градинки во општина Карпаш. Покрај тоа општината ќе обезбеди и играчки за децата, кои најголемиот дел од денот го поминуваат токму тука. Со буџетот кој се предвидува за оваа година, општина Карпаш целосно ќе реконструира и надогради оваа градинка која што е за жал една од најстарите и најзапуштените на територија на општина Карпаш. Портпаролот на градот Скопје Валјон Салиху денеска потенцираше дека измената на одлуката за организирање и дефинирање на условите за доставување стока на подрачјето на град Скопје, која ќе почне да се применува од почетокот на 2018 година, се однесува за запирање за доставување стока во период од 7:30 до 18 часот, а не се однесува на движењето на возилата кои доставуваат стока. Советот на град Скопје по препорака на владата на Република Македонија минатата недела усвои измена на одлуката за организирање и дефинирање на условите за доставување стока на подрачјето на град Скопје. Ова е една од 15 итни мерки за намалување на загадувањето на амбиентниот воздух. Со ова измена се забранува доставувањето стока во потесното градско подрачје во период од 7:30 до 18 часот, заклучно со месец март, временски период од годината кога аерозагадувањето е најголемо. Одлуката се однесува на запирање за доставување стока во наведениот период, а не се однесува на движењето на возилата што ја доставуваат. Дополнително, оваа забрана не се однесува на фирмите што имаат сопствен простор за доставување стока, туку само за оние што за доставата користат улица или тротоар. Портпаролот на град Скопје Валјон Салиху истакна дека станува збор за мерка што ќе придонесе за намалување на застојот во сообраќајот и намалување на штетните гасови што се ослободуваат за тоа време и апелираше до фирмите да имаат разбирање за оваа мерка. Град Скопје дополнително ги мотивира оние кои најмногу придонеле за промоција на хуманоста со своите дела. Во таа насока, градот Скопје доделува награда за најдобар полициски службеник, пожарникар и крводарител. Сметам дека оваа награда, освен лична мотивација, ќе послужи и како добар пример во средината која живеете и работите. Денеска во општина Бутал за првачињата се одржа представата Веселата општина Бутал, а градоначалникот Велимир Смилевски на првачињата им подали новогодишни пакетчиња. Денеска во големата сала на општина Бутал се одржа централната новогодишна приредба за првооделенците од 7 општински основни училишта. По тој повод беше прикажана представата Веселата општина Бутал, во која се зборуваше за пречекот на Дедо Мраз и новата година. Градоначалникот Велимир Смилевски ги поздрави најмалите ученици од основните општински училишта, им подели новогодишни пакетчиња и им посака среќни новогодишни празници. Денеска имаме весела општина, општина Бутал, каде што овозможивме ние како општина сите првачиња да добијат едно пакетче и да ги поздрави градоначалникот. Заради тоа ќе сакаме во иднина овој настан да не биде традиционален, нема да ги делиме дечињата по училишта, по вера, по нација. Сите дечиња мислам дека на ваков начин ќе бидат задоволни и ќе бидеме пример за воиднина како треба да го правиме сожителството во општина Бутал.
Општина Петровец заедно со фирмата Алекс Импекс работат на реконструкција на домот на двочлено сиромашно семејство од Огњанци. Покрај обновата на старата куќа, општината обезбедила и дрва за огрев, како и хуманитарни пакети. Семејството Спасовски, кое се наоѓа во тешка материјална состојба и живее во трошна куќа, во која изостануваат дури и основните потреби за достоинствен живот, денеска доби помош од општина Петровец. Со помош на општината и на фирмата Алекс Импекс, трошната куќа на крајот од селот Огњанци ќе добие покрив и ѕидови од кои нема да протекува. Покрај тоа општината обезбедила и дрва за огрев, како и хуманитарни пакети. Сепак тоа не е доволно. Проблемот на семејството Спасовски ќе се реши дури откако Благојчо, татко на седмоделенец, ќе добие лична карта и сите останати документи потребни за добивање на социјална помош. Стварно семејството Спасовски живее во катастрофална лоша состојба. Веднаш како општина, значи, обезбедиме 2 кубика дрва, сега нарачаме уште 3 кубика дрва, хуманитарни пакети донесоме, ја повикаме фирмата Алекс Импекс, која доброволно го препокри објектот, сега го малтерисува, значи, ова куќичка, скромна куќичка ја малтерисуваме. Обезбедиме внатре оние најосновните средства, значи лажици, вилушки, значи тањери, значи до таму беа, значи нема и основните средства за да се нахранат. Ќе продолжиме, значи, да собираме хуманитарна помош за семејството Спасовски. Исто така сега пред новогодишниве празници, значи, ќе доделиме еднократна помош, значи, хуманитарни пакети со прехрана, со облека и се она што е потребно за да почувствуваат и тоа детенце да почувствува дека стварно новогодишните празници како што стигаат во секој дом да стигнат и во овој социјален дом. Проблемот на ова двочлено семејство го забележала наставничката, кога во многу наврати нејзиниот ученик мокар одел на училиште од кровот кој прокиснувал по секој дожд, која потоа ги поттикнала општинските власти да преземат се што е во нивна мок. Благојчо Спасовски вели дека нема ништо, а најпотребна во моментов е храна, која ја добиваат од соседите, доколку ги викнат на ручек или вечера. Никаква помош неам. Што најмногу ви треба од помош? Па Што ви е најпотребно? храната, облеката, струја, нема никаква. Ви помагаат ли, има ли? Па има некои од комшиите тука ни помагаат, а највише сега за сега градоначалникот ни помогна и фирмата. Општина Петровец ги повикува сите хумани граѓани, доколку се во можност да донираат за семејството Спасовски, а донациите да ги однесат во општинската зграда, од каде ќе бидат дистрибуирани до семејството Спасовски. Триесет и осум жени денеска добија сертификати за негователки на стари и немокни лица, кои ќе им помогнат при понатамошно нивно вработување. Тие посетуваат 4-месечни обуки како дел од проектот креирање на можности за нови вработувања на жената. Во рамки на проектот креирање на можности за нови вработувања на жената, денеска беа доделени сертификати за негователки за стари и немоќни лица. Целта на проектот е да се зголеми интеграцијата на долгорочно невработените жени над 40 годишна возраст на пазарот на труд. Исто така треба да се придонесе да се развие и верификува програмата за обука на негователи за стари и немоќни лица и да се развијат знаење и вештини на долгорочно невработени жени за обезбедување на мобилни социјални услуги за стари лица. Овој проект е имплементиран од страна на Црвениот крст на Република Македонија, Црвениот крст на град Скопје во партнерство со Сдруженијето Хуманост и Австрискиот Црвен крст. По успешно завршување на 12-месечниот проект кој што беше финансиран од страна на Европската унија, со посебно задоволство би сакала да истакнам дека излезната стратегија на проектот зборува дека веќе од 1 јануари на територијата на градот Скопје ќе функционира клуб на негователки или геротодомакинки, кои што ќе бидат директно под закрилата на Црвениот крст на град Скопје.
Тоа значи дека 33 геротодомакинки кои што успешно го завршија курсот веќе ќе бидат дел од тој клуб. Тоа значи дека Црвениот крст на град Скопје ќе мониторира за квалитетот на услугите кои што овие лица ќе ги нудат во домашни услови за стари лица или лица кои што имаат потреба од домашна нега. Тоа значи дека на некој начин ќе се подигне квалитетот на социјалните сервиси и сервисите за нега во домашни услови и секако ќе се унапреди знаењето на лицата кои што ќе бидат дел од овој проект. Тоа значи дека во текот на 2018 година ќе имаме дополнителни обуки за овие геротодомакинки кои што ќе добијат дополнителна обука од прва помош, дополнителна обука што значи психосоцијална поддршка, а исто така и дополнителна обука за тоа како треба да се третира лице со Паркинс, лице со Алцхаймер, значи се она што е потребно на едно старо лице кое што има потреба од таква нега. Во рамки на проектот беше реализирана обука за негователки на стари и немокни лица во траење од 4 месеци. По завршувањето на обуката 38 учеснички се стекнаа со верификуван сертификат за негователки за стари и немокни лица кој ќе им помогне при понатамошно нивно вработување. Премногу сум задоволна затоа што ние сме веќе изградени личности, жени со подолг стаж, со фамилии, со деца, но ова искуство многу ни допринесе да осознаеме многу работи и од медицински аспект и од психолошки аспект како треба да се постапува со старите лица, бидејќи во нашата земја веќе бројот на стари лица се зголемува, Скопје е преголем град и има многу луѓе на кои што им е потребна помош. Изградба и реконструкција на улици, улично осветлување, водоводна и канализациона мрежа се само дел од капиталните расходи за кои се обезбедени средства во буџетот на општина Ѓорче Петров, кој денеска е изгласан и изнесува 11.282.000 евра. Со 13 гласа за, Советот на општина Ѓорче Петров денеска го изгласа буџетот за 2018 година, кој ќе изнесува 11.282.000 евра. За разлика од 2017 година, буџетот на општината е поголем за 1.790.000 евра. За капитални расходи одвоени се околу 3.115.000 евра. Според проекцијата на буџетот, во овие средства ќе влезат проектирање, изградба и реконструкција на улици, водоводна, фекална и атмосферска канализациона мрежа, улично осветлување, изградба на спортски објекти. Градоначалникот на општината Александар Нумовски истакнал дека проекцијата на буџетот е таква заради чесно работење во иднина и заради повеќе проекти и дека во иднина ќе се работи интензивно за потребите на граѓаните, а политиката ќе биде оставена настрана. Околу 17 милиони евра ќе изнесува буџетот на општина Аеродром за следната година, а приоритет на општината ќе биде грижата за животната средина и за младите жители. Заштита на животната средина и подобрување на условите за образование и грижа за младите, односно на проекти како што се нови објекти за 2 градинки, обнова на подови, надоместо 3000 денари за секое прваче и еднократен паричен надоместок за талентирани спортисти, се дел од приоритетите на општина Аеродром за следната година. Предвидени се и директни мерки за борба против загадувањето, меѓу кои и прочистувачи на воздух за сите градинки, мапирање на загадувањето во општината и реализација на пилот проекти. За реализирање на овие приоритети се обезбедени средства во општинскиот буџет кој беше изгласан на последната седница на Советот на општината. Буџетот на општина Аеродром за наредната 2018 година ќе изнесува околу 17 милиони евра. До среда ќе се задржи стабилно, суво и релативно топло за овој период од годината. Наутро ќе има услови за појава на магла по отделни котлини, а преку денот ќе има мала до умерена облачност. Под влијание на влажен бран, во четврток ќе биде облачно со повремен дожд, а на високите планини од снег. Предпладне врнежи ќе има на западот, а до крајот на денот ќе се прошират во поголем дел од земјава. Но сепак најинтензивни ќе останат во западните делови. Во петок врнежите ќе бидат слаби и полокализирани, но ќе биде постудено, па слаб снег ќе има и на повисоките места, особено на западот. Во деновите од викендот се очекува стабилно суво и ветровито време. Атома метео го гледаме во продолжение.
Екипите на јавното предпријатие Паркови и зеленило во договор со град Скопје започнаа со реконструкција на детските реквизити поставени во градскиот парк спроти оградата на зоолошката градина. Дрвените реквизити, лизгалки и лулашки кои беа оштетени и демолирани ќе се поправат и заменат со нови. Ќе се бојадисаат и ќе се монтираат нови метални држачи. Ова е последната информација за денеска. Повеќе информации има на нашата веб страна mtm.mk. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатна вечер.